почитуван председател, почитуван колеги пратеници, почитуван колега Маријанчо Николов. Значи, во вашата дискусија која со внимание ја следев, бидејќи мислам дека по професија сте економист, мислам дека ќе кажете одредени работи кои што одат во одбрана на ова измена на законско решение. Меѓутоа, од вашата 10-минутна дискусија не слушав ништо што се однесува во врска со членот 31, кој што се однесува на промената на законот за ДДВ кој што го бара колегата Изет. Бидејќи јас доаѓам од реалниот сектор, доаѓам од производствена фирма, знам неколку работи кои што вашите колеги сега дискутирав пред малце, дека не може начинот на кој што вие сега го предлагате ова законско решение. Да имаме, ние ќе имаме постојано одредени должнички односи помеѓу фирмите. Меѓутоа, данокот на додадена вредност е фазен данок. Вие сте економист, меѓутоа јас поради работата која што сум работел 8 години, тоа го знам. И не може целиот данок да падне, како што викаат вашите колеги, на крајниот потрошувач. Затоа се вика данок на додадената вредност. Сега, што ќе се случи во реалниот сектор? Јас имам производствено предпријатие. Јас за да произведам одреден производ и да го дадам понатаму на продажба, дали е тоа во супермаркет, дали е на дисконти, не е важно, јас вршам одредена набавка на одредена суровина со која после некој технолошки процес плаќам ДДВ, така? Така. Имам право сега. После производот кој што го давам и го фактурирам со одредена стапка, дали е тоа конкретно во мојот случај храпа е 5% или 18%. Сега ќе кажа што ќе се случи во реалниот сектор. Значи јас зборувам, не сум економист по струка, затоа ако сгрешам некој термин економски, не сакам да ми замере. Ние има фирми кои што работиме меѓу себе и компензација, одложено плаќање и така натаму и така натаму. Значи, може да се случи злоупотреба, јас затоа овде не гледам некој заштитен механизам на државата. Значи, може да се случи ние да не затвориме по 2-3 години одредени фактури. Што и се случува во реалниот сектор. Значи, тоа е факт. Меѓутоа, може да биде злоупотребен од страна на фирмите, учесниците во платниот промет во државата и на тој начин, ако сите почнат, а ќе има веќе и законски врз основ на ова законско решение, да не го плаќаат ДДВ-то, тогаш ние ќе имаме еден огромен реален вакуум. Сега ви кажувам, огромен реален вакуум. Затоа што може и по година, две, да не дојде до плаќање на ДДВ-то, затоа што нема да има затварање на фактурите. Јас ова го разбирам вака. Затоа реков дека не сум економист и еве се извинувам ако нешто сум сгрешил. Бизнесмените дека реално ќе има злоупотреба бидејќи една секунда само. Немаме никаков заштитен механизам во однос на држава.